И поздрав дружество, днеска сакам да ви кажа хора си ги промачкате вашите колери, затоа што сега новите кукишта и колери кои што светат и сите тие работи после некое време почнат и да бучат и едноставно не се поднасят кога почнат да бучат или слично. За да ги подмачкаме ги користиме обично улје двотактол за мотор, а може и обична грес-мас да се користи. Има и специални грес-масови, ама ја користам обична, најобична глицеринска грес-мас. Ќе ја затворам сега моментално. Сега тоа тука. И сега ќе почнеме да го тргнеме капачето. Отваряме компјутерот. Знам еден кулер дека буче и другиот ќе го смерам. Мислам ќе го подмачкам на процесорот тај што е. Капачето тргнато. Штрафчините на него. Сега треба да ги тргнеме овие штрафчини, значи овај кулер ќе го подмачкаме. За да го подмачкаме тај кулер треба да ги тргнеме овие штрафчиња. И после ќе го подмачкаме и онај другиот на процесор. Кулерот го извадивме успешно. Сега што треба? Треба да ја тргнеме оваа лепенка на него и има гумичка на него. Треба да ја извадиме гумичката. Гумичката ја извадивме. И треба да земеме само улје и да ставиме в средината. Една капка, две се доволни за да се подмачка. Ставивме една капка. Ја мислам дека тоа е доволно. Те две капки. Тоа е доволно за некој период. Пошто и нов да купите, малце може вака да се разонаде. Те познава се ово како унатре реагира. Може и да го завртиме малце. Да се вика да прима од улјето. Што го ставивме да подмачкаме. И сега треба да ја врнеме и гумичката назад. Врнавме ја и гумичката. Ќе ни треба малце да забришеме, за да етикетата ни стое одново. Најубаво е ако имате алкохол да избришите со алкохол. Етикетата да ја залепиме одново. Она веќе неќе да лепе. Пошто толку е тоа. Сега што треба да го врнеме кулерот како што си беше. Таа е подмачкан. Да го врнеме. Оставно само да ги заштрафиме тие штрафчиња. Штрафчињата ќе ги заштрафиме. Кулерот врнен ќе биде како нов. И нов да купите, значи исто после некој
после някой временски период он почне да бучи, почне кога се разбучи, само подмачкување и нови да се купат джабе после некој месец истото. Тоа е направено само за што се вика за пари. Да продават делови, да продават се и свашта. И сега още едно штрафче на стена. Това па неки да фане сега како што треба. Ево и тоа е готов. Сега идеме на другиот на процесорот. Исто взимаме уле. На тај на процесорот немаше вакво дупче со гумичка, па ја морав да отворам такво дупче, иначе беше целосно како ово пластика. Па ја морав да отворам, за да дојдам до ово. Дека налегам сега. Гледате и перките, самите перки диктуват. Сето тоа мора да биде подмачкано, за да едноставно за да нема буча во компјутер. Што ќе направиме? Ќе ставиме една капка уле. Те две доволно е. И едноставно малце ги притискаме перките, што викаме тоа да диктуват, да примавам. Иначе знаете, за прашина не треба да има прашина. По правило не треба вака да го оставиме. Треба да ставиме друго такво на него. Сега малце по-добро диктува. Ви кажам искрено, може уште една капка уле да ставиме, за да не ставам грес мас, иначе може и грес мас да се стави. Ама нареден пат ќе ставам грес мас. Две капки уле доволно е, за да он биде подмачкан и да нема бучево толку много. Сега може да го уклучиме. Ќе земеме да го уклучиме, да пробваме дали ќе работат. Ставяме напонски кабел. Пуштаме компјутерот. И како што може да видиме, кулерот работи. Тегите тие модерни што викам ја, што светат како украсни елки, ама што не вредат ни џабе. И украсна елка да си направите компјутерот ќе ви биде ист. Ако почне да бучи, тоа значи дека само кулерите треба или да се сменат. Ако си имате пари, сменете си ги. Ако немате пари, подмачкувајте си ги. И што да ви кажам, имам уште еден, тамо може да го подмачкам. Скроз тамо. Ама тај може и не мора, може само ќе ги сменам боите. Ама тоа во наредна прилика. Иначе компјутерот си работи се. Значи тај работи, на процесорот си врати, вај си врати, графичката се свете, се е исправно.
Едноставно само трябва да повръзвам кабел от монитора и мислям дека лесно ќе го повръзвам. Да. И малце по-тежко. Малце по-тежко ми иде, што графичката треба да понадува. От самата гумичка сега ќе ме тера нещо да разсипам и неким да разсипам и добро, изгаси.